Слушате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Обвинителството за гонење на организиран криминал ја запре постапката за 7 полициски службеници осомничени во случајот Пулс. За 23 поднесе обвинение, дел се товарат за тешки дела против општата сигурност, дел за злоупотреба на службената положба. Синдикатот со повик до владата во понеделник во 9 часот да дојде во ССМ, да се потпише колективниот договор со кој ги зголемува платите на сите вработени за 40% како што пишува во соопштението. Без договор за покачување на платите, работниците ќе ги реализираат најавените блокади. Министрите од регионот во вторник во Брисел ги стартуваат разговорите за конечно решение на проблемот за транспортерите. Протестен марш утре во Скопје за чист воздух. Путин го прифати барањето на Трамп. Нападите врз Украина запираат до 1 февруари. Овие вести во живо со детали за поднесените обвиненија за полициските службеници опфатени во случајот Пулс. Останете со нас. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција на брифинг објави дека по повеќе месечна постапка поднесени се обвиненија за 23 полициски службеници во случајот Пулс. За 7 се запира постапката. Која е причината? Дознаваме од колегата Зоран Јаневски, го имаме во живо во овие вести. Зоран беше присутен на денешниот брифинг. Какво е објаснувањето? Зошто е запрена постапката? Дали ова значи дека не е утврдена никаква одговорност за овие 7 полициски службеници? Според обвинителката која го истражуваше однесувањето и постапувањето на полициските службеници во однос на трагедијата во Кочанската дискотека Пулс, Ивана Трајчева, истрагата за овие 7 полициски службеници е сопрена бидејќи се истражувала период од 2012 година па се до денот на трагедијата, а обвинителството за да гони полицајци е формирано некаде во 2018 година. Сепак, ова не значи дека овие полициски службеници не можат да бидат обвинети за други кривични дела. Како што објасни Трајчева, предметот ќе биде испратен до основното јавно обвинителство во Кочани, кое што може да проверува кривични дела за злоупотреба на службената положба и овластување. Инаку, денеска обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција соопшти дека има поднесено 3 обвиненија против вкупно 23 полициски службеници кои беа опфатени со истрагата за пожарот во Кочанската дискотека Пулс. Најмногу или вкупно 13 полициски службеници, од кои 4 се началници од СВР Штип и полициската станица Кочани и 9 полицајци кои што кобната ноќ на 16 марта биле внатре во дискотеката за да спроведат акцијска контрола. Како што појасни обвинителката Трајчева, тие се обвинети за тешки дела против општата сигурност, бидејќи се наоѓале во дискотеката и според надлежностите кои што ги имале требало да спречат да биде активирана пиротехниката, бидејќи за активирање на пиротехника обврска било таа да биде пријавена во Министерството за внатрешни работи, па полицајците кои што биле вечерта во дискотеката не го сториле тоа и дозволиле да биде активирана пиротехниката. Во други 2 обвиненија пак полицајците одговараат за злоупотреба на службена положба, бидејќи во еден случај пишале казна на фирма која што веќе практично не функционирала, односно дискотеката работела под ново име. Во друг случај пак исто така каде што полицајците одговараат за злоупотреба на службената положба, без проверка тие издале дозвола за да добие дискотеката Пулс лиценца, иако не направиле проверка дали таа ги исполнува условите за обезбеден паркинг простор, меѓутоа и дали незината работа има влијание врз јавниот ред и мир. За сите овие случаи надлежност ќе има Скопскиот кривичен суд, бидејќи истрагата која што се водеше против полициските службеници ја водеше токму обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, каде што работи и ово оделение. Сепак за сите постапување и непостапувања кои што ги имале полициските службеници кои што беа под истрага во текот на денешниот ден за работија и обвинение гледаме во прилогот.
Против 23 полициски службеници од Кочани, Штип и Пробиштип е поднесено обвинение за трагедијата во дискотеката Пулс. За 7 мина прекината е постапката, но тие можност да ги гони има кочанското обвинителство. Полицајците се обвинети во 3 различни обвиненија. Најмногу или 13 мина се за ноќта кога се случил пожарот. 4 се началници од Штипската и Кочанската полиција, додека 9 мина се полициски службеници од Кочани и Пробиштип. Тие се гонат за тешки дела против општата сигурност. Според обвинението спровеле план за акцијска контрола без да проверат дали тој ги опфатил сите проверки кои се во надлежност на МВР. На 16.3.2025 година дел од обвинетите, постапувајќи по наведениот план за акцијска контрола во кабаре Пулс, не презеле соодветни мерки за заштита на присутните лица, ниту мерки за спречување на активирање на пиротехничка опрема на сцената, иако употребата на пиротехника не била пријавена во полициската станица Кочани. 9 мина полициски службеници обвинителството ги гони за злоупотреба на службената положба во 2022 и 2023 година, без да проверат дали дискотеката има доволен број на паркинг места и дали нејзината работа ќе го нарушува јавниот ред и мир, дале позитивна согласност за Пулс да добие лиценца за работа. Со тоа, според обвинителството, на собственикот му овозможиле нелегална заработка од над половина милион денари. Во друго обвинение пак 3 полицајци се гонат за неизвршување на своите должности. Во контрола на дискотеката утврдиле дека внатре има малолетници, но во записникот го внеле името на претходната фирма под која работела дискотеката. На брифинг со новинарите, обвинителката која гони кривични дела сторени од полициски службеници Ивана Трајчева, појасни дека за 7 мина полицајци ја сопрела истрагата за тешки дела против општата сигурност, а евентуална одговорност за други дела треба да утврдува обвинителството во Кочани. Утврдено е дека новие полициски службеници им се ставаат на товар дејствие што ги презеле во временскиот период од 2012 до 2022 година. Имајќи предвид дека надлежноста на специјализираното одделение е воспоставено од 2018, предмет на кривично-правната оценка во оваа постапка беа само дејствијата преземени од 2019 до 2022, додека за останатите предметот е испратен на надлежно постапување во ОЈО Кочани. За сите 3 обвиненија поднесени против 23 полицајци, надлежност да им суди има Скопскиот кривичен суд. Во доказите кои обвинителството ќе ги понуди се и видео снимки од дискотеката на која се гледаат полицајците кои ноќта на 16 март не презеле ништо да го спречат активирањето на пиротехниката, иако претходно таа требало да биде пријавена во полицијата. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Откако судиите избраа член на судскиот совет, останува уште едно испразнето место во советот за ова највисоко тело да биде во комплетен состав. Правните експерти очекуваат промените да помогнат во враќањето на довербата, но според председателот Камбовски, тоа не може да се случи преку ноќ. Судијата Садула Изаири од Тетовскиот суд е новиот член на судскиот совет. Доби најголема поддршка од колегите судии, односно за него гласаа 179 судии од вкупно 390. Со неговиот избор се пополни местото во судскиот совет од редот на судиите припадници на етничките заедници кои се над 20% во државата. За да се комплетира судски, недостига уште еден член кој треба да го избере собранието. Председателот на судскиот совет Александар Камбовски вели речиси 70% се нови членови, а процесот да се врати довербата во ова тело не е едноставен и не може да се случи преку ноќ. Од новиот состав очекува да биде отчетен и транспарентен. Потребно е време, најпрво со отвореност на судскиот совет, со транспарентност, отвореност према судиите, отвореност према јавноста, транспарентност на постапките, ажурно навремено постапување. Тие се дел од начините кои што би можеле да ги преведеме, кои што би оделе во насока на зголемување на довербата. Новиот тим членови треба да донесе свежина во судскиот совет, да се спроведуваат повеќе реформи, да се врати довербата во судскиот совет и да се покаже интегритетот на членовите при носење одлуки, но и да почне да се применува новиот закон за судски совет, сметаат аналитичарите на правосудниот систем. И се очекува поголема транспарентност и образложение на одлуките, особено при изборот и напредувањето на судиите, да има конкретни и јасни образложенија кои нема да бидат аргументирани со генерички реченици стереотипни како што беше досега, и праксата на советот да биде унапредена во нејзината работа. Значи да има
поголема транспарентност, дискусии кои што ќе бидат добро аргументирани и одлуки кои што ќе бидат согласно законот. На изборот на судијата Изаири му предходеше изборот на адвокатката Сузана Јошевска-Настасовска и професорката Арлинда Кадри-Шахиновик за членови на Советот кои беа по предлог на претседателката Силјановска-Давкова. Како едно од клучните тела во судскиот систем, судскиот совет е задолжен за изборот и разрешувањето на судиите и претседателите на судовите, како и за следење и оценување на нивната работа. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Синдикатот со повик до владата Во понеделник, во 9 часот, да дојде во ССМ, да се потпише колективниот договор со кој ги зголемува платите на сите вработени за 40% како што пишува во соопштението. Без договор за покачување на платите, работниците ќе ги реализираат најавените блокади. Министрите од регионот во вторник во Брисел ги стартуваат разговорите за конечно решение на проблемот за транспортерите. Сојузот на синдикатите ја повика владата во понеделник да го потпишат колективниот договор кој го нудат во јавноста и да договорат зголемување на минималната плата веднаш. Ако не се реализираат барањата, тие најавуваат реализација на најавите за блокади и генерален штрајк, а ќе почнат со собранието. Пратениците на СДСМ пак веќе го поднесоа предлог законот за минимална плата од 600 евра. Даниел Василев ги има деталите. Предлог законот за минимална плата од 600 евра пристигна во собранието. Во образложението се наведува дека во текот на минатата година е евидентиран континуиран пораст на инфлацијата, при што индексот на трошоците на живот бележи значително зголемување, особено кај прехранбените производи, енергенсите, комуналните и здравствените трошоци. Поскапувањата кај храната и основните животни намирници, како и растот на цените на електричната енергија, грејењето и услугите, реално ја намалуваат куповната моќ на работниците, особено на оние кои примаат минимална плата. Ова особено се одразува врз најранливите категории на работници, кај кои минималната плата представува единствен или доминантен извор на приходи. Велат од ССМ, појаснувајќи дека финансиските импликации од законското решение би биле околу 121 милион евра. Предходно, Сојузот на синдикати најави дека од идната недела почнуваат со блокади, а први кои ќе останат блокирани ќе бидат пратениците во собранието. Го повикаа премиерот Христијан Мицкоски в понеделник да го потпише општиот колективен договор во Домот на работникот. Председателот на ССМ вели дека голем број работници, особено вработените во пошта и во тутунски комбинат Прилеп, имале закани и притисоци од надредените, кои од нив барале да се отчленат од ССМ и да се приклучат на Конфедерацијата на слободни синдикати. Веројатноста е наредната недела да дојдат со автобуси пешки како што доаѓаат најголем дел од работниците, како што доаѓаат работниците без права на патни трошоци како пратениците. И ќе ги чекаме да ги поздравиме за да им кажеме дека треба да гласаат, да ги потсетиме дека таму се заради нас и дека ние сме ги бирале. Премиерот Мицкоски тврди, ССМ одбил зголемување на платите во јавната администрација за 40% до 2028 година. Вели дека доколку ССМ го прифати владиниот предлог, ќе останат само нешто помалку од 8.000 работници за кои ќе треба да се бара решение. По колективниот општ договор, делот кај што стојат платите, да го избришеме и во овој период од 3 години да го репреговараме. Доволен период имаме од 3 години да постигнеме договор. А во меѓувреме имаме колективен договор, имаме 95% од вработените кои што се дел од одговорностите на владата која што е работодавач и со тоа владата со своите вработени си ги регулирала односите до 2028. И со тоа ние сме завршили. Значи остануваат сега уште овие 7.000 и околу 787, ако не се лажам, вкупно на број вработени од вкупната државна администрација. ССМ пред 2 дена излезе на протестен марш и побара минимална плата од 600 евра и линеарно покачување на сите плати за 100 евра. Ова барање не е ново, туку синдикатот одамна бара зголемување на минималната плата. Владата се иззема од трипартитниот диалог и бара работниците и работодавачите сами да се договорат. Даниел Василев, Сител телевизија. Во вторник министрите од земјите од Западен Балкан со представници на Европската комисија го стартуваат процесот за конечно решение на проблемот на транспортерите. Од Брисел велат дека нема временска рамка за конечно решение. Откако синоќа од блокадите се повлекоа македонските транспортери, денеска се повлечени и блокадите низ регионот. Европската комисија и министрите од 6 земји од Западен Балкан во вторник ќе бараат решение за проблемот на камионџиите.
Ден по усвојувањето на новата визна стратегија, портпаролот на комисијата уверува дека се целосно посветени на оваа тема. We are aware of the concerns raised by the transport operators in the Western Balkans. We are following the situation closely and we are in contact with our partners in the region. Notably, on Wednesday this week, a meeting took place between the Commission and the ambassadors of the 6 Western Balkan countries to the EU. And a follow-up meeting is scheduled with ministers from these concerned countries next week. Сепак, Ламерт не кажа кога точно може да се очекуваат новите правила. За разлика од него, премиерот Мицкоски очекува завршница на овој проблем во февруари. Важно е дека има неколку можни решенија и очекувам да се катализира решение со кое што ќе се надмине овој проблем, но тука не застануваат проблемите, следно е квотите за челикот. Така да проблеми има континуирано, проблемите се тука и ќе се решаваат. Што се однесува до транспортерите, мора да се надмине овој проблем за транспортерите и мислам дека од прилика се надзира решението и очекувам тоа во рамките на следниот месец, односно на месец февруари веќе да биде завршена работа. Вчера усвоената визна стратегија на Европската комисија за прв пат ги препознава возачите на камиони како посебна категорија. Иако не нуди олеснување веднаш, документот остава простор за промени на правилото за престој од 90 дена во Шенген зоната. По ова, транспортерите од Македонија и Црна Гора уште вчера ги прекинаа протестите, а денеска се повлекоа и превозниците од Србија. Блокаде остануваат уште во Босна и Херцеговина и за сега нема информации кога би биле прекинати. Мартин Арсов, Сител телевизија. Јавниот долг падна под 60% од БДП. Министерката Кочовска вели дека ова е доказ за стабилизација на јавните финансии и спроведување на фискалната консолидација. Јавниот долг падна под 60% од бруто домашниот производ. Министерката за финансии објави дека заклучно со 31 декември вкупните долгови се пониски од предвидувањата дека ќе изнесува 62%. Бројките според министерката Кочовска се силен показател за стабилизација на јавните финансии и спроведување на фискалната консолидација. Државата, јавните предпријатија и акционерски друштва вкупно должат нешто над 10 милиарди евра. Помалиот процент на она што во однос на она што беше очекувано, секако се должи на внимателното трошење при на расходната страна во рамки на централниот буџет, но во исто време, како што напоменав, јавниот долг во себе го вклучува долгот и на јавните предпријатија и на акционерските друштва. При тој нивното внимателно трошење на овие кредити, да кажам, секако и она што го прави секторот за буџети во рамки на Министерството за финансии, кое што внимателно ги следи состојбите или со финансиските извештаи на овие друштва, но и секторот за меѓународни финансии, кој што е одговорен и преку кој што оди повлекувањето на овие средства. Согласно проекциите на буџетот, за ова година јавниот долг се очекува да изнесува 62% од БДП, односно 11 милиарди евра, но предвидувањата на министерката Кочовска се дека нема да надмине 60%, пред се поради подобрата наплата на даночни приходи со воведувањето на електронска фактура. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Дали најавите за прагматични решенија значат и крај за проблемот на камионџиите? Има ли рок за одлука на земјите членки на Европската Унија? Со какви барања ќе оди Македонија на разговорите во Брисел? Во тема на денот со вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Парламентарното собрание на Советот на Европа ја затвори постмониторинг фазата со Македонија. Според премиерот, ова е историски момент и потврда за демократскиот развој на државата. По 25 години диалог парламентарното собрание на Советот на Европа ја затвори постмониторинг фазата со Македонија. Со резолуцијата која беше едногласно изгласана се признава напредок во демократијата, владењето на правото, заштитата на човековите права и исполнување на врските преземени во 2000 година. Премиерот Мицкоски оценува дека ова е историски момент за земјата, но и демант за сите обвинувања на опозицијата. Ова е историски момент, би рекол, рамо до рамо со денот кога се прогласи независност. Односно, Македонија веќе не е опфатена со постмониторинг од страна на Советот на Европа. За разлика од нас, сите овие фронтранери во регионот, нели имаме фронтранери во европскиве интеграции, или се во мониторинг, или се во постмониторинг. Пред само 3-4 месеци земја членка на ЕУ, како Бугарија, излезе од овој постмониторинг, сега и ние излегуваме. Тоа е само признание за нивото на демократија во државата.
Според известувачите, напредокот е евидентен, но забележуваат дека на состојбата во правосудството и борбата со корупцијата мора да се работи. Regards the functioning of democratic institution, we conclude that political freedom, including the rights of freedom as association, assembly and expression, and media pluralism are generally respected. Nevertheless, corruption remains widespread throughout the public sector, suggesting that the measures taken so far have not been effective. За македонската делегација која сочинуваат претениците Василевска, Костадиновска, Стојчевска и Чоку, завршувањето на постмониторинг периодот за Македонија е потврда за напредокот. For 3 decades, our membership in the Council of Europe has been a guiding framework for transformation. This draft resolution before us recognizes not only where we stand today, but also the seriousness with which we have approached our obligations. We see the decision to close the post-monitoring dialogue as a recognition of a long and often demanding reform process carried out with perseverance and responsibility. This report is a picture of every single decision, every setback, every progress that show that people in North Macedonia want progress. They want democracy and they know what democracy means, how they reacted when freedom was negated and how they still react when politicians do not fulfill their needs. And that they will not stop demanding their right. По затворањето и на оваа фаза, случувањата сега ќе се следат преку механизам за редовен периодичен преглед. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Утре во Скопје со почеток во 12 часот стартува марш за чист воздух. Организатори се иницијативата Стоп за усие. Додека граѓаните се подготвуваат за протест, новиот министер за животна средина најавува дека во неговиот мандат ќе работи да го тргне Скопје од листата на најзагадени градови. Нов протест за чист воздух. Од иницијативата Стоп за усие утре напладне повторно излегуваат на улица да го искажат својот револт за дислокација на цементарницата. Овој пат бараат помош и од институциите. Го повикаа Министерството за животна средина да интервенира во период кога цементарницата треба да отпочне дозвола за продолжување на еколошката дозвола. Институциите молчат пред барањата на граѓаните со чии гласови тие се дојдени на власт. Затоа сме приморани да излеземе на утрешниот протест, односно пред собранието, пред владата на Република Македонија, кој ќе приложи кон собранието до Министерството за животна средина и просторно планирање како 3 институции кои што се одговорни за законите и правилата во земјава. Од компанијата возвраќаат дека повеќе од 1 месец се цел како што велат на неосновани напади. Бројките недвосмислено покажуваат дека и кога Титан усие не работи, амбиенталниот воздух е со истиот квалитет, што е јасна потврда за тоа дека компанијата не е причина за состојбите со квалитетот на воздухот во Скопје. Загадувањето во Скопје беше високо и во изминатиот период, кога Титан усие воопшто не работеше, стои во реакцијата на фабриката. Хоџа кој во министерската фотелја седна пред околу 1 месец. На денешниот брифинг со новинарите кажа дека приоритет во мандатот ќе му биде Скопје да го тргне од листата на најзагадени градови, но без да прецизира кога тоа би се случило. Во насока на подобрување на квалитетот на воздухот, од септември 2027 година стапува на сила веќе усвоениот закон за контрола на емисиите, кој ќе воведе построги стандарди за индустријата, јакнење на надзорните капацитети за контрола на Министерството, кажа Хоџа пред новинарите. Законот за контрола на емисиите беше усвоен лани во септември, ама Европската унија ни даде период на адаптација од 2 години. Дозволата на Титан усие истекува во 2027 година, но годинава во март мора да ја почнат постапката за барање на нова, а интегрирана, за да може цементарницата да продолжи со работа. Бесата теши од секторот за индустријско загадување во ресорното министерство. Пред новинарите кажа дека сите барања за дозволи кои доаѓаат и во периодот на адаптација на законот за контрола на емисиите, вклучувајќи и онаа на усие, ќе подлежат на поригорозните правила кои ги носи овие закон. А интегрирана дозвола на фирма може да се одземе по 3 кривични прекршоци, но со нивна докажана вина на суд. Усие е една од 40 фирми со интегрирана дозвола во Скопје, или пак дел од вкупно 120 во државата, согласно регистарот што го води Управата за животна средина. Габриела Лескова, Сител телевизија. По засилените контроли и казните пред Нова година, матичните гинеколози денеска бараат од Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување јасно дефинирање на услугите за пациентките кои ги покрива државата.
точно да се знае кои здравствени услуги и на колку време бесплатно може да ги добијат пациентките од својот матичен гинеколог, бараат од Сдруженијето на приватни гинеколози и акушери. Тие посочија дека сега имало различни толкувања. Од пред Министерството за здравство ги повикаа надлежните од МЗ и од фондот да се доизготват клинички упатства според европски стандарди и да се ревидира постоечкиот од пред 20 години договор за имплементација на сетот услуги покриени од државата. Недефинирани се стандардите за број на потребни прегледи, индикациите за прегледи. Прегледи има многу на барање на пациентките, надвор од стандардите. Медиумска промоција постои на бесплатни се сите прегледи кај матични гинеколози и слично. Оваа правна и договорна нејаснотија со години создава различни толкувања и ја става одговорноста неправедно врз лекарите кои работат согласно постоечкиот договор и во интерес на здравието на пациентите. Нашето барање е конкретно кон Министерството и кон фондот да ги дефинираат тие сет на услуги. Значи, тоа е нивната задача. Зашто ние сега работиме во еден хаос, како да ви објаснам. Од Министерството за здравство одговорија дека се во постојана координација со ФЗО и стручните здруженија. Потенцираме дека упатствата за медицина базирана на докази континуирано се ревидираат и обновуваат, следејќи ги современите текови во медицината, така што и во конкретниот случај стручните служби ќе ги разгледаат сите аспекти согласно барањето на здруженијето, велат од здравство. Пред нова година од фондот и УЈАП на пресконференција посочија дека од 50 на контролирани ординации на матични гинеколози, кај половината утврдиле неправилности, односно на пациентки им биле наплаќани ПАП тест, ехо и други услуги покриени од државата. Од Сдруженијето пак денеска ги повикаа Министерството и фондот на диалог и изнаоѓање решение. Во спротивно не ја исклучуваат можноста и за протест. Александар Динев, Сител телевизија. Пациентите повторно алармираат, кратењето на буџетот за ретки болести може да им го загрози животот. 240 од пациентите со ретки болести се деца до 14 годишна возраст. Кратењето на буџетот за програмата за ретки болести може директно да го загрози животот на пациентите. Во време кога бројот на диагностицирани расте, секое кратење на средствата создава страв кај семејствата, дали некој ќе остане без континуираната терапија, која за пациентите е прашање на преживување. Нашата порака до властите е јасна. Буџетот мора да ги следи потребите на пациентите, бидејќи болеста не чека ни бирократија, ниту избори, ниту ребаланси. 240 од пациентите со ретки болести се деца до 14 годишна возраст, секој за себе приказна и тивка борба. Председателот на Националната комисија на ретки болести Злате Стојановски уверува дека и покрај намалените средства ниту еден од пациентите нема да остане без терапија. Имавме интензивни исследувања, интензивни разговори. Министерот за здравство ги има ретките болести во своите топ приоритети и заедно со останатите власти сигурно ќе направат модел со кој што овој буџет ќе се промени. Бројот на лица со ретки болести не е намален, а постојат и нови пациенти кои со години чекаат пристап до терапија. По теркот на развиените земји треба да се изнајдат начини како да се забрза процедурата за добивање лекови кои се многу скапи. Постојат ситуации каде што е хиперургентна терапија. Конкретно као нефролог, хеморизно-немски синдром, јас немам ампула еколизумаб на тоа дете да му дам. Тоа е сраволизумаб, не е битно. Немам ако дојде. Не можам да земам од она што редовно прима. Како тоа да се реши, да се види како решила Европа? Неофицијалниот регистар на Сдруженијето ретко е да си редок број 408 ретки диагнози. Инаку денеска стартува 8-та сезона на националната кампања. Ги запознаваме ретките болести, која подигнува јавната свест и гласно говори за предизвиците со кои се соочуваат овие лица. Нина Ритоновска, Сител телевизија.